Коста Петров за себе вели дека е првенствено татко и сопруг, а дури потоа бизнесмен и писател. Меѓутоа, однодамна има и нова функција, а тоа е подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Коста Петров денеска со мене во Репортер. Здраво! Здраво и благодарам на поканата. Имаме многу теми за разговор, меѓутоа политиката некако прва се наметнува во однос на целата ситуација што е во моментов. Јавноста беше изненадена од твоето наименување за подпредседател на СДСМ. Меѓутоа, колку беше ти изненаден од повикот што го доби да бидеш подпредседател на партијата? Да. Па може би јавноста е изненадена, меѓутоа тие што ги прочитале моите книги знаат дека која е мојата визија во животот, да се донесат позитивни промени најпрво кај мене во мојот живот, па таа порака да се пренесе кон другите и нели најдобро нешто би било да се промени и Македонија како земја. Поканата беше изненадување за мене и ми беа потребни околу 2 месеци да ја прифатам истата. И во тој момент, нели, милион работи во глава. Имаше листа на за и против? Имав листа за и против. И со тек на време сватив дека единствената работа што ми беше на листата за против е што ќе кажат другите. Како ќе ме гледаат другите. И после со тек на време сватив дека всушност во животот ти не можеш да донесуваш одлуки базирано на тоа што ќе кажат другите. Едноставно во тебе чувствуваш дека сега е време и дека имаш капацитет, имаш знаење и сакаш. И најважно се со честно срце влегуваш во тоа. Без никакви политички амбиции, без никакви политички калкулации, тука едноставно затоа што сум благодарен што овој момент во мојот живот можам да си дозволам да направам нешто позитивно за мојата земја. Како реагираше сопругата Сања на тоа што доби покана да бидеш подпредседател на партија? Ти често велиш дека таа е твојот најголем поддржувач во животот, дека ти е најголема потпора. Каква беше нејзината реакција и што те советуваше? Па, ние во семејство секогаш ги донесуваме одлуките заеднички. Значи прво се консултирав со неа, после седнав со моите и тоа беше процес кој што траеше, нели, како што кажав, 2 месеци. И се сеќавам предпоследниот ден пред да ја прифатам одлуката ми кажа: "Знаеш дека ќе ти биде криво ако не прифатиш." И јас реков: "Да, ќе ми биде криво ако не прифатам." Знаејќи во што влегувам, знаејќи што можам да изгубам, меѓутоа и знаејќи што можам да добиам од ова и нашата земја што да добие од ова. Ти на Facebook потоа имаше и обширен статус во кој што ги објасни сите твои причини зошто влегуваш всушност во политиката. Рече дека најголемиот адут е тоа што досега не си работел во политика во Македонија, иако едно време работеше во кабинетот на министерот Таравари. Да. Меѓутоа тоа беше прилично кратко. Не по професија, туку ти си политиколог, да. Тоа имаш завршено. Да. Значи сепак политиката е дел од твојот живот. Да, имам завршено политички науки на Англо-Американскиот универзитет во Прага. Тоа што мислев на немање политичко искуство, тоа што не калкулирам, немам политички калкулации. Не сум во ова бидејќи не знам сакам некоја функција да имам или некаков бенефит да имам за мене или за мојот бизнис, не. Вие ако видите ние како компанија дека ние не имаме клиенти во Македонија, ние не работиме во Македонија. Ние сме тука присутни со канцеларија. И интересно ми е тоа што изненадување ако некој чесен сака да влезе во политика. Јас би сакал да има уште многу вакви изненадувања. Јас знам дека ќе има уште многу вакви изненадувања. Бидејќи луѓето што ќе променат перцепцијата за политичарите, луѓето што ќе променат Македонија, се луѓе што допрва ќе влегуваат во политиката. И сигурен сум дека ова сега што го направив за некоја година нема да биде изненадување, туку ќе биде нешто што апсолутно нормално секако прави. Какво е искуството? Ти си веќе 10 на дена, 2 недели на новата функција. Како се снаоѓаш? Одлично. Значи, имам прекрасен тим на луѓе. Знаеш, на почетокот ги запознаваш луѓето како организирана партијата, кој за што е задолжен. Меѓутоа имам огромна поддршка, имам супер тим, позитивни луѓе и сите сме подготвени и веќе работиме на многу убави работи. Твојот прв политички ангажман во Македонија беше сепак во кабинетот на тогашниот министер за здравство Таравари. Како влета па во таа приказна? И тоа беше нешто сосема случајно. Ми се јавија од таму, сакаме да креираме супер тим, дали си заинтересиран. И првото нешто што помислев е дека точно 1 година пред мене да ми се јават, ние го имавме можеби едно од најужасните искуства во
во здравството, јас што сум го доживел, а тоа е за жал мојата тетка беше диагностицирана со рак и за жал почина. Поменав низ сите работи што повеќето од пациенти во Македонија поменуваат. И кога ми се јави, реков, па ова е добра шанса нешто да се промени. Се работеше за одличен тим. Ми беше интересно тоа што поканата дојде од Алијанса на албанците и тука мислев дека супер еден тим од различни националности и навистина функциониравме безпрекорно. И кога Арбен ни кажа дека се кандидира за градоначалник, така бе маците, нема да може да довршиме тоа што сакаме да. А колку беше тоа успешен проект, сепак? Даде ли резултати? Па види, Арбен Таравари, кога беше министер, имаше поголем рейтинг и од премиерот. Така да се ние што правевме ние бевме свесни за проблемите во системот. И знаеме дека ќе треба време да се донесат тие промени. Меѓутоа нашата стратегија беше чекај да им помогнеме на луѓево додека се средуваат работите. Затоа ни отворивме здраво Таравари. И денес илјаници, многу луѓе ми се јавуваат и ми викаат чекај да помогнеш со ова, да помогнеш со она. Додека одредени работи се во транзиција, ние мораме да им помогнеме луѓето и да им најдеме начин да се снајдат во системот. И всушност тоа ни беше нас главната стратегија. Следаме што зборуваат луѓето, ги следаме искуствата на луѓето, разговараме со докторите, ги почитувавме докторите. И навистина беше едно неверојатно искуство, еден тим и со нив контактирам ден денес. Ти имаш многу интересна животна приказна. Живееше во Америка, студираше во Прага, живееше долго време во Дубај, потоа се врати во Македонија, реши да се стационираш тука, иако како што велиш самиот бизнисот ти е надвор. Зошто реши да се вратиш на корените? Да. Па јас, во 2000 и не се сеќам која година отидов од Македонија, меѓутоа се врати 2010-та, после 11 години живеење во странство. Најмногу поради финансиската криза што се случуваше во Дубај во тоа време. Да, тоа беше некако оној период кога сите вика собираш се што имаш и фаќаш прв авион и се беше така, меѓутоа во ист момент кога ни се случи финансиската криза, ја добив и ќерка. Во тој момент кога тебе светот ти се распаѓа, кога не знаеш како да сврзеш крај со крај, у исто време добиваш и дете. И сега се прашуваш, чекај, што правам јас со животов? Бидејќи веќе не се плашиш ти за себе, интересно е страва се адаптира. Ти прво се плашиш за себе, а после се плашиш кога имаш дете, веќе почнуваш за своето дете да се плашиш. И тешка одлука беше да се донесе. Навистина беше тешка одлука, бидејќи јас бев толку време излезен од Македонија, сметав дека Македонија е место каде што со ништата се уништуваат, каде што не се цени успехот. И ми беше тешко на почетокот. Меѓутоа, сега кога го свртам филмот, сваќам дека тоа можеме најдобрата одлука што сум ја донел во животот. Најтешката, меѓутоа и најдобрата. Дали тоа значи дека не размислуваш за тоа да се преселиш некогаш во странство, не да почнеш од почеток, бидејќи, пак ја кажам, твојот бизнис е раширен буквално насекаде во светот, значи ти можеш да се сконцентрираш било каде. Дали решаваш да останеш тука? Да, јас и до сега сум имал шанси на многу места во светот да живеам, меѓутоа секогаш сум одлучил да живеам тука во Македонија. И ќе живеам тука во Македонија. Ти си еден од оние луѓе што решија да се вратат во Македонија. Колку е твојот совет до младите да не одат надвор, туку да останат тука и да пробаат тука да направат иднина за себе? Да. Види, на крајот од денот секој си го оди сопствениот животен пат и не знаеш кај ќе донесе тој пат. Оно што јас сакам да го направам и на кој што работам, да им се даде можност на младите да останат тука. Претпоставам дека тоа можеби ќе биде една и од темите кои што ќе ги правиш сега со новиот ангажман. Сестра ми живее во странство. 10 години, не планира да се врати. Пола фамилија ми живее во странство, не планираат да се вратат. Луѓе околу мене цело време се селат, затоа што едноставно немаат веќе трпеливост. Ние мора веднаш веќе да носиме резултати, да ја вратиме до вербата и надежта кај луѓето дека тука можат работите да се променат. Ја ги сваќам луѓето. Јас сум ист. Сакам резултати. Не ќам веќе да слушам, сега ова се случува, вака се случува, да почекаме. Не, време е за резултати. Бидејќи ние како ќе градиме неиднина на Македонија без младите. А денеска со кој млад да разговараш, што кажуваат? Прво средувам
документи, ако не се селам сега, ќе се селам за некое време. Јас сакам да имаат можноста да останат тука. А дали они ќе решат да останат или не, тоа се разбира е нивна индивидуална одлука. Колку животот во странство ти помогна или ти беше инспирација да ги напишеш книгите? Ти си веќе автор на 4 книги. Да, на 4 книги и всушност сите книги се на еден начин рефлексија на тоа што ми се случува мене во животот. И целата инспирација за книгите, бидејќи знаеш кога ти се случува нешто негативно, кога си во депресија, кога имаш напад на анксиозност, мислиш за ова само мене ми се случува. И најчесто луѓето околу тебе не можат да те разберат, нели која е реакцијата, ништо не е, ајде, смири се, каква депресија. И целата инспирација ми беше да споделам приказни и на сите луѓе што им се случува тоа да сватат дека не се сами. И сите поминуваме ние позитивни и негативни работи. Сите ние некош ќе бидеме среќни, некош ќе бидеме депресивни, сите овие работи се нормални, тие се дел од животот. И она што го научив е дека во тие најтешки моменти се крие најголемата лекција. Меѓутоа, повеќето нас немаат трпеливост низ тој пат и во тој момент да ја согледаат големата слика. Велиш се крие најголемата лекција. Која е најголемата лекција која што ја научи ти низ годините? Низ годините дека животот е убав. Дека без разлика на се, животот е убав. И без разлика што не се случува во околу нас и во нас, постојат тие некои моменти кои што нели го права животот убав, ќе се свртиш или некој со пријатели ќе седиш на кафе и ќе се почувствуваш стварно животот е убав. И тие се тие моменти што треба да ги цениме. Колку често твоите пријатели или луѓето што ќе те сретнат на улица те препознаваат и застануваат и те прашуваат да им дадеш некаков совет во однос на маркетингот, пиерот, во однос на ова што го пишуваш во твоите книги, значи самопомош за, не знам, подобрување, за надминување на стравот. Има ли луѓе кои што доаѓаат и бараат советот? Па најчесто ми пишуваат. Најчесто ми пишуваат и ја споделуваат приказната. И повторно ќе кажам зошто е важно да зборуваме за овие теми. Значи, они имаат храброст мене да ми пишат, а не ме познаваат. А имаат сигурно и пријатели и луѓе околу нив на кои што можат да се отворат и да ја споделат приказната. Меѓутоа постои таа стигма кај нас. Често вика дека е многу полесно да разговараш со некој непознат, отколку да им се отвориш на пријателите. Да, дефинитивно. Меѓутоа ние мораме да почнеме да зборуваме за овие работи. Мораме да почнеме да зборуваме за депресијата. Мора да зборуваме за анксиозност, особено кај младите што се случува. Знаете ли колку млади имаат напади на анксиозност? Се повеќе. И всушност и сите овие негативни работи што се случуваат во општеството, ова хейтање, хистерично барање на жртва и така натаму, се всушност продукт дека не зборуваме за работите што всушност се важни. Да, тука неработата на политичарите и така натаму си има удел, меѓутоа ние мораме да почнеме конструктивно да зборуваме за проблемите што ги имаме и да наоѓаме решение. И дека нема ништо лошо ти ако си во депресија, нема ништо лошо ако имаш напад на анксиозност. Не е тоа нешто кој што треба да го криеш. И треба да го споделиш тоа со другите. Какво е чувството да се биде најпродаваниот автор во Македонија? Јас воопшто не се врзувам со тие епитети. Мене и сега некој ќе ме спомне. Меѓутоа тоа е неспорно. Да, неспорно. Мислам, бројките си кажуваат, значи 30.000 продадени книги. Горд сум на успехот. Меѓутоа, ни успехот на книгите, ни успехот на мојата компанија, ни оваа политичка функција не ме дефинираат мене. И мене сега ме е смешно кога ќе кажат подпредседателот или кога ќе кажам еве дојде подпредседател. Значи мене не ме дефинираат тие работи. Да, благодарен сум што дошле во мојот живот и знам зошто дошле и што сум направил за да ги добијам тие работи. Чувствувам благодарност, меѓутоа не дозволувам да ме дефинираат, бидејќи утре може нема да бидам најпродаван. Меѓутоа некако и во јавноста, например, не е се секогаш така розово, например. Еве по социјалните мрежи се случило неколку пати да прочитам каде што вика книгите на Коста Петров се плагијат. Постои друга книга која што го носи, да речеме, исто името Се гледаме на врвот, See You at the Top, и која што велат дека ти била инспирација за да напишеш. Која е вистината? Па ако ја прочитат книгата ќе видат зашто се работи книгата. Книгата е за мојот живот, да. И меѓутоа не се спорни овие други коментари кои што се појавуваат. Види, постои друга книга Се гледаме на врвот. И ја не можам да кажам дека не постои. Меѓутоа Се гледаме на врвот е фраза што се користи на секаде во светот.
Како реагираш на Ја тие немам ни коментари? прочитано се гледаме на врвот. Искрено ја дознав дека постои друга се гледаме на врвот од кога излезе мојата книга, бидејќи на една пријателка и кажав прочитај книгава, ми вика имам прочитано, ја викам од кај имаш прочитано, викам сега ја изгледав. И тогаш дознав. А за тоа дека се плагиат, слушнав и некои такви реакции. Моите книги се базирани на спиритуалност. А сите спиритуални науки и религии се базирани на исти работи. Поради тоа можеби некои работи се слични или делуваат како да се плагиат. Меѓутоа, тие што седнале ги прочитале книгите, ќе сватат што се работи во книгите. Значи, ја не се тоа теоретски книги, ја тука зборувам за искуството во мојот живот. Значи, ако им во тој случај мојот живот би бил плагиат. А не постои друг Коста Петров. А во моментов ја пишуваш веќе петтата книга. Да. Рече дека датум на промоција нема, меѓутоа која е инспирацијата овој пат? Петата книга ја пишувам 2 години. И само нешто ми се случува и си викам чекај сега, ова нека помине па ќе напишам. И ми беше готово и ми се случи Евровизија. Викам чекај сега на Евровизија ќе се случи нешто сигурно интересно да ја довршам. И таман ја довршив, излезе ова и сега си викам сега можеби дека треба маца да почекам да се видат резултати. И кога ќе се видат резултатите, тоа ќе ја завршам. Какво искуство беше Евровизија? Ова беше прв пат да одиш со тимот надвор од Македонија и буквално 2 недели да поминете овој пат во Израел, меѓутоа и претходно 2-3 месеци да работиш на целата стратегија за представувањето на Тамара. Ние бевме совршен тим. Ние од моментот кога го формиравме тимот во крај на јануари, мислам дека беше првата средба, до ден денес, ние си имаме и Вибер група и се коментираме, се пишуваме. Да, знам за Вибер група. Да, и мене ми е мило што успехот на Македонија на Евровизија навистина беше резултат на тимска, на совршена тимска работа. Толку луѓе, толку долг временски период да работат, ние ненашка не се искаравме. А сите сме кој од кој, мислам, ако го видите тимот, сите сме најдобри во тоа што го работиме. И најчесто луѓето нели имаат его. Меѓутоа, ние сите го ставивме егото на страна и се фокусиравме да го направиме невозможното. Ево вака, мене ми рекоа дека Коста беше тој што ги држеше конците цело време и кога, например, Тамара ќе пробаше да отиде лево или десно, Коста беше тој што ја враќаше, не дозволуваше да мрда. Да. Мислам, не дозволуваше да мрда. Сакав луѓето да ја запознаат вистинската Тамара. Тамара е ранлива. Тамара е мајка. Тамара има толку многу приказни во себе. И најважно се, Тамара е можеби најталентираната пејачка не само во Македонија, во регионот. И тоа Европа си го кажа, жирито тоа си го кажа. Ја тоа да не го кажам, тоа е факт. И јас си кажав, викам, тебе луѓето не те познаваат таква кој што си. Дај им сега, покажи им се таква кој што си. И навистина тоа го направи феноменално. И сите, мислам дека кога пееше Тамара на сцена, сите ние заедно со неа пеевме, не знам, онака тие 3 минути дека беше на сцена, На Евровизија да. посебно чувство адреналин, кој што го доживува само тој што ќе отиде на Евровизија, не е истото чувство кога Мене гледаш знаеш нели ме на е криво, што телевизија. Ева баш имаме сега. Да. Мене ме е криво што ја всушност не се сеќавам на гласањето од Евровизија. Ние толку бевме во шок што не се сеќавам. И луѓе тука ми раскажуваат, леле бевме на свадба, се прекина свадбата, возев брзо до дома да го пропуштам гласањето. Не знам, некако би сакал да се поделам на две и да видам и како било и тука реакциите. Меѓутоа знам дека за нас беше едно феноменално искуство. Тамара на почетокот изјави дека песната ја посветува на нејзината ќерка Хана, меѓутоа автори на текстот се ти и твојата сопруга Сања. Колку е песната всушност автобиографска и колку е посветена на вашата ќерка Бела? Дали таа беше инспирацијата да се напише текстот направо? Да. Кога почнаме да го работиме целиот концепт, Тамара беше таа што каже, јас сакам да напишам сакам да пеам песна за мојата ќерка. Сакам за 20 години ќерка ми да ме гледа и да биде горда на мене. И сакам да ја кажам дека јас секогаш ќе бидам горда со неа. И всушност ја требаше самиот текстот да го напишам и одам дома и знаеш моментот кога ќе ти кажат окей да напиши го текстот, ја целосно се блокирав и реков на сопругата дај да седнеме заеднички да го напишеме и малку по малку и се разбира нашата ќерка беше главната инспирација, меѓутоа тоа се пораки кои што не е само за жени или за деца или за ќерки, туку е генерално за сите. Да се исправиш и да кажеш, знаеш што, горд сум на све што сум направил. Колку е Бела горда на тебе? Бела ме гледа мене на друг начин, не ме гледа како она многу ужива во сите овие процеси. Јас не знаев дека пред оди на Евровизија
бидејќи тие дојдоа во приватна режија во Тел Авив, таа неколку месеци претходно ги научила сите песни, ги знаеш артистите, кога ќе ги видиш летото може да се сликам со нив. И не знам, ја некако Евровизија доживав преку неа, бидејќи знам и кога се појави незината слика на сцената во Тел Авив за време на инструменталниот дел, не знам, тој Наплив на емоции. Да, тоа беше тој момент кога бидејќи знам ние како семејство што сме поминале и некако знаеш тоа е тој момент, животот е убав. Какво дете е била? Знам дека е амбициозна, дека е талентирана, дека свири на клавир, меѓутоа какво дете е? Она е многу скромна. Многу е скромна пред се. Ние како родители никогаш не сме од тип на родители, само мораш ова да го правиш, мора вака да правиш. Секогаш ќе оставаме таа да си ги донесе одлуките за тие некои екстра активности. Ужива во пијаното, оди на карате. И знаеш како е со деца, има фази. Сега 6 месеци ова е интересно, па следните 6 месеци ова ќе биде интересно. Меѓутоа убаво е, не знам, сега во последно време сум многу емотивен затоа што некако многу брзо ми расте. И сега се викам, 9 години ми напомнува. А каков си ти како татко? И колку моменталните обврски кои што ги имаш, пошто си буквално растрчан на сите страни, ти дозволуваат да поминуваш доволно време со неа? Време никогаш не е доволно. Не можам да кажам дека посветувам толку време колку што би требало, меѓутоа кога сум со неа 100% сум посветен на неа. И она што ми е мене важно е секогаш и ги објаснувам работите. Ние често патуваме бидејќи сите настани ни се околу светот. Ја заимаме со нас на настани да види дека кога не сме дома, каде сме, што работиме. Некам мислам, без разлика што и да правиш секојаш детето ќе има, ама тогаш не беше тука за мене, нели? Меѓутоа сакам да свати зошто што работиме, како работиме, да има целосна слика, не криеме ние ништо апсолутно од неа. Ти со твојата компанија P-World организирате настани буквално во 40 на земји во светот. Дали постои некој настан на кој што си особено горд? Пошто претпоставам дека станува збор веќе за стотици илјадници можеби. Ние во принцип околу 50 на настани годишно организираме, значи 9 години плюс тренинзи и така натаму. 2 настани се. Првиот настан се случи во Иран, значи го организиравме првиот глобален настан за маркетинг во Техеран. И тоа беше невиден момент, бидејќи бевме првата агенција што добила дозвола да организира таков настан. И тоа беше баш онаков момент, не знам, да се најажиш. И вториот момент ми се случи во Њујорк, кога го организиравме првиот настан во Америка, бидејќи го организиравме во Конде Наст, на World Trade Center кај што беше, значи таму се канцелариите на Vogue. И беше, не знам, на 30 и некој спрат. И вака кога отидов со балето, само го погледнав погледот и се викам, браво. Си направил нешто добро во животот. Да. Дали е можеби Њујорк една од твоите омилени дестинации тогаш? Најомилен град ми е Њујорк, да. И она што морам да те прашам за крај, да те вратам неколку години наназад во времето на твојата кратка музичка кариера. Една песна, Град на порази. Зошто реши да запееш? Какво е чувството денес кога ќе го погледнеш спотот? Какви се реакциите, какви беа реакциите тогаш и какви се реакциите на твојата околина сега? Па ја мислев дека 2 дена ги имав највртениот музички спот во Македонија. Види, тие што ме знаат, мене знаат дека ја на прослави, на свадби, дома, додека возам, си пеам. Сакаш да запееш сега? Не, чекај сега, не можам да изведам во жива песна. Не, всушност, не знам, во Дубај тогаш бевме и со пријателите, свака цело друштво, ајде, ја вика можам да снимам песна. Тие викаат не може да снимаш песна, веќе си снимам песна. Ја снимавме песната нешто на брзинка и си го снимавме спотот најдругарски. Тоа не беше нешто што требаше да јавно да излезе. Меѓутоа излезе уште пред 6 години на еден портал и сега не знам го користат као нешто да ме кеве пеач. Мислам да не ми смета тоа апсолутно. Тие што мене ме знаат дека јас тоа што ќе го замислам, ја го остварувам. Значи за мене не постои пречка. Ми било желба, сум го направил, не се срамам од тоа, не гледам ништо лошо во тоа. Не знам. Окей ми е се. Ти благодарам на одвоеното време
Фала и на тебе. На сите овие исцрпни теми, мислам дека имаме и други теми на разговор, меѓутоа нели ќе оставиме за После некој избори. друг пат. Не, далеку се избори, меѓутоа ти посакувам многу успех на новата работа, еве да наречеме новата функција, на новата работа. Новиот ангажман. Новиот ангажман. Фала ти многу.